Граѓаните да бидат особено внимателни со електричните уреди и грејните тела за време на прославувањето на новогодишната ноќ и празниците кои следуваат. Ова е апелот од командирот УК Алити од територијалната противпожарна единица Тетово. Апелот е во насока да се избегне опасност од можни пожари и несакани последици. Припадниците на територијалната противпожарна единица ќе бидат мобилизирани 24 часа со цел да излезат пресрет на граѓаните доколку за тоа се јави потреба. Се очекува луѓето да прославуваат, но наша работа, ние како професионалци, значи ние припадниците на територијалната противпожарна единица Тетово сме мобилизирани и ќе бидеме 24 часа на работа. Значи наша работа е да се грижиме за нашите граѓани, да што поспокојно, помирно и повесело да ги поминуваат овие задни или крајни, да речем, часови на задниот ден на годината. Но од наша страна би во име на територијалната противпожарна единица Тетово би апелирал до кај нашите граѓани да ова ноќ помине мирно, да внимават како се понашат, значи со грејните тела, значи да ги контролират дома, биејќи се знае сега сме у грејна сезона, значи у зимски период, и би им посакал све најдобро на сите наши граѓани од општина Тетово и 5 други рурални општини, но и пошироко, значи да поминеме све како што треба и најдобро. Командирот Алити ја оцени годината која изминува како тешка. Сме имали многу тешки интервенции, каде сме ги поминале, значи ова бројка, но ова бројка, значи нас како пожарникари не загрижува, биејќи голема е бројката на појавување на пожари и други работи каде што сме интервенирали ние. Но највише не загрижува фактот што задните денови ние нон-стоп апелираме да ги исчистат оџаците, бидејќи тоа е ние како болест, значи слаба точка за нашите граѓани, каде што од еден неисчистен оџак, значи избувнува пожар. Имаме пример ова задњата недела, значи каде што на 3 објекти од неисчистен оџак се појавува пожар и доаѓа до опажарување на целиот објект, значи на куќата. Значи, таков случај сме имале во село Шемшово на 28, на 30 сме имали у Брвеница, значи секој ден скоро да имаме такви случаи од неисчистени оџаци, но би апелирали до кај нашите граѓани кои живеат во колективните згради или па у висококатниците, каде што употребуваат како грејно тело, употребуваат и за грејење дрва, значи оџаците да се исчистат, а пред се би апелирал до кај кушните совети да преземат посериозни мерки за нашите граѓани да бидат што побезбедни, да не се појавува некој пожар од неисчистен оџак. Во 2021 година биле регистрирани над 600 интервенции, што е зголемување во однос на претходните години.